да се обредалат дадените лимеси. Имаме лимеси под А, Б, В и Г. Постапно ќе го направам пресметувањето само под А понатака. Верувам дека никој од вас повеќе тоа има да го користи туку директно. Представи што е целта. Лимесот од x на квадрат минус 2x врз x плюс 1 кога x тежи кон 3 е еднаков на лимес од x на квадрат минус лимес од 2x и во двата случаи x тежи кон 3, x тежи кон 3 врз лимес од x кога x тежи кон 3 минус лимес од 1 кога x тежи кон 3. Лимес од x на квадрат кога x тежи кон 3 е еднакво на местото од x ставаме 3, имаме 3 на квадрат што е 9, минус лимес од 2x кога x тежи кон 3 е 2 кон 3, односно 6. Врз лимес од x кога x тежи кон 3 е 3, минус лимес од 1, лимес од константа е самата константа и било кон што да тежи x, па и во случајот кога x тежи кон 3, значи имаме 3 минус 1, или ова е еднакво на 9 минус 6 врз 3 минус 1 врз 2, или ова е 3 половини. Ајде да видиме што имаме кај вториот лимес. Заменуваме за x 0. Имаме 0 на квадрат, значи истата постапка од тука ја правам само скратено. 0 на квадрат минус 16 врз 0 минус 4. Имаме минус 16 врз минус 4, што е 4. Па така, лимес од x на квадрат минус 16 врз x минус 4 е еднакво на 4. Ајде да видиме што се случува под v. Имаме лимес од x врз x на квадрат минус 4, кога x тежи кон 2. Лимес од x, односно лимес од броителот, кој x тежи кон 2 е 2, додека лимес од x на квадрат минус 4, ајде тоа ќе запишам, значи лимес од броителот, кога x тежи кон 2 е 2, додека лимес од именителот, од x на квадрат минус 4, кога x тежи кон 2 е еднакво на 0. Имаме 2 врз 0. Рековме во овој случај лимесот не постои. Ајде да видиме зашто не постои. Ајде да го земиме левиот лимес. Од x врз x на квадрат минус 4, кога x тежи кон 2 одлево. Што значи ова се приближуваме кон x? Се приближуваме кон 2 одлево. Значи, земаме помали вредности за x. Ако ставам вредност тука помала од 2, че имам 1,99 да речеме, а долу ова x на квадрат за вредности помали од 2, бидејќи се приближуваме кон двојката. Одлево, ова x на квадрат, односно нешто помалку од 2 на квадрат, би било помалку од 4, па така, нешто помалку од 2 на квадрат минус 4 ќе даде број блиску до 0, па тука би имале нешто вакво, 2 врз 0 минус. Ова го ставаме во загради, бидејќи ова го користиме само како објаснување. И ајде сега да се вратиме на 1 врз x. Затоа ви реков, многу е битно да ја научите. Што правиме кога имаме делење со блиски вредности на x до нулата, одлево, односно со 0 минус, ако тоа го обележи? Каде оди оваа функција? Оди кон минус бесконечност. Додека, че левиот лимес не постои и вели, но може да кажеме дека е минус бесконечност. Ајде да видиме што се случува со десниот лимес. Имаме лимес од x врз x на квадрат минус 4, x кога тежи кон 2. Во овој случај, веќе имаме кон 2 од десно, значи плюсот да не го заборавиме, кај 2, како горен индекс. Што дека имаме во броителот 2, значи ова го користам само како објаснување. Затоа го ставам во загради. Додека во именителот имаме нешто повеќе од 2 на квадрат ќе даде број поголем од 4.
pa така, по-голем број од 4 минус 4, близок број од 4, но по-голем од 4, близок број од 4, но по-голем број од 4 минус 4 ќе даде број приближно до 0, но како? Позитивно. Или тоа е еднакво, за да искористиме 1 врз x, на 2 по 1 врз 0. 0 плюс 1 врз позитивна 0, односно, пак да ја разгледаме функцијата 1 врз x. Кога делиме број со 0, односно, нешто позитивно од 0, се добива што? Плюс бесконечност. Ова пак имаме интуитивен пристап. Па 2 пати по плюс бесконечност е еднакво на плюс бесконечност. Затоа за десниот лимес велиме дека е еднаков на плюс бесконечност. И пак да повторам, може да кажеме дека и десниот лимес не постои, бидејќи тука не добивме бројче. Конечно, лимесот од x врз x на квадрат минус 4, кога x тежи кон 2, не постои. Ниту за него може да запишеме дека е еднаков на плюс бесконечност, ниту за него може да напишеме дека е еднаков на минус бесконечност. И ова истото објаснување може да се земе за сите применливи, каде што во броителот, односно лимесот од броителот е некој број реален, а лимесот од именителот е 0. Секаде може да напишете дека не постои. Објаснувањето е аналогно на ова објаснување. Во ред, продолжуваме со лимесот под г. Ајде да видиме што имаме тука. Ако за x ставам 9, во броителот ќе имам 9 минус 9, што е 0, значи броителот ќе ми тежи кон 0. Во именителот ќе имаме квадратен корен од 9, тоа е 3, минус 3 пак ќе имаме 0. Доколку имаме дробка, односно лимесот дробка, и доколку лимесот од броителот е 0, а лимесот од именителот исто така 0, овој лимес може да постои, може и да не постои. Треба да продолжиме со некакви трансформации на овој израз, нешто да скратиме, па да добиеме израз во кој што или во кој што ќе можеме или во кој што нема да можеме да најдеме лимес. Ако се добие понатака израз како по 2, тогаш не постои лимесот. Ако се добие нешто различно, тогаш постои. Сега овој израз x минус 9 врз квадратен корен од x минус 3 ќе го помножам и поделам со квадратен корен од x плюс 3 и ќе видиме што ќе се добие. Тука x тежи кон 9. Која ми е целта за која што го правам ова? Нешто да скратам. Тоа е еднакво на, имаме лимес од квадратен корен од x минус 3 по квадратен корен од x плюс 3 имаме што? Разлика на квадрат. Еднакво на корен од x на квадрат минус 3 на квадрат. Така. Дали ова е еднакво на корен од x минус 3 по корен од x плюс 3. Формулата за разлика на квадрати. Се враќаме. Тука имаме квадратен корен од x на квадрат, квадратот со коренот се кратат, ќе имаме само x, 3 на квадрат е 9. Минус 9, додека во броителот имаме x минус 9, по квадратен корен од x плюс 3. X минус 9 со x минус 9 се кратат и да не забораваме x тежи кон 9, значи x минус 9 со x минус 9 се кратат, останува само лимес од квадратен корен од x плюс 3, кога x тежи кон 9. Заменуваме за x9, имаме коренот 9, тоа е 3, лимесот 3 е лимесот константа, односно е 3, па така тука имаме 3 плюс 3, што е еднакво на 6.